Во Законот за спречување и заштита од наследство врз жени и семејно наследство се вели дека одговорни за спроведување и доследна примена на овој закон се сите органи на државната управа, јавното обвинителство, судовите, локалната самоуправа, како и правни лица на кои им се доверени јавни овластувања со закон. Хелсинскиот комитет како властено здружение пружа примарна правна помош и психосоцијална заштита. Примарната правна помош се состои во составување и поднесување барања до центрите за социјална работа за низа права од Законот за социјална заштита, како право на еднократна парична помош, права на здравствена заштита, додека за деца жртви на семејно наследство, право на обезбедување згрижувачко семејство или згрижување во соодветна установа. Наследството врз жените и семејното наследство може да биде физичко, психичко, сексуално, исто така може да биде и економско. За овие жртви Хелсинскиот комитет за човекови права во рамките на психосоцијалната заштита обезбедува советување од страна на стручни лица, односно психолози. Сега доколку насилството продолжи, во тој случај жртвите имаат право и на судска заштита, односно во кривична постапка против сторителите на кривичните дела и во граѓанска постапка кога треба да се поднесе предлог за обезбедување на мерки за привремена заштита. Се работи за забрана на сторителот да се приближува на растојание помало од 100 метра од домот, училиштето или работното место, потоа забрана да се телефонира, комуницира, да се малтретира или на друг начин контактира со жртвата. Потоа може да се бара отстранување на сторителот од домот без оглед на сопственоста од 10 до 30 дена. Забрана да поседува огнено или друго оружје, истото да му се одземе. Задолжително издржување на семејството, задолжително сторителот да посетува советувалиште, како и да се лекува доколку има психолошко заболување или користи алкохол и дрога, како и било која друга мерка за која судот смета дека е неопходна за безбедноста и благосостојбата на жртвата.